Одложено е денешното рочиште за судењето за настаните во Кумановско диво населје, откако тројца од адвокатите од одбраната ја напуштија судницата, при што судот одлучи да ги казни со по 1200 евра заради навреда на судот, нарушување на редот во судницата и поради непочитување судска наредба. Адвокатот Насер Рауфи на почетокот од рочиштето го извести судот дека ќе го напушти судењето доколку не се обезбеди простор во судницата за сите роднини на обвинетите да присуствуваат на судењето, иако судот имаше обезбедено 15 места во салата од кривичниот суд, кои не им беа доволни на адвокатите и роднините. На ваквото барање судиката им одговори дека тие се капацитетите и условите во судницата. Таа на Рауфи му посочи дека доколку некој напушти судницата ќе биде казнет и согласно законот ќе биде должен да ги надобести сите трошоци за постапката. Сепак адвокатите Насер Рауфи, Бујар Дардиште и Мефаљ Арслани демонстративно ја напуштиле судницата. Двајцата адвокати, Рауфи и Дардиште, ќе треба да ги платат и целите трошоци за денешното судско рочиште. Адвокатите се заканија дека ќе го бојкотираат следното рочиште ако дотогаш судот не ги исполни нивните барања. Од судот велат дека се прават сите напори за да се обезбедат сите неопходни услови за водење на постапката. Судот одлучи расправата да продолжи на 8 март. А судското рочиште за предметот пуч денеска е одложено за 3 мај на барање на специјалното јавно обвинителство кое го презеде овој случај. Одлагањето на рочиштето е поради жалбата на СЈО за недоставување копии од доказите кои ги поседува судот, а се поврзани со овој предмет. Иако беше наведено дека за одлуката по жалбата на апелациониот суд, како и за други подготовки, ќе биде потребен 1 месец и следното рочиште да биде закажано во април, Јанева побара да нема рочиште тој месец. Меѓу останатите образложенија за одложување, специјалната обвинителка ги наведе и приватните обврски, поточно свадбата на низината ќерка закажана за првата половина на април. Во случајот пуч за шпионажа и насилство врз највисоките државни функционери, обвинети се лидерот на СДСМ Зоран Заев, поранешниот контраразузнувач Зоран Верушевски, неговата сопруга Сонја, Бранко Палифров, службеник во општина Струмица и Ѓорги Лазаревски, вработен во МВР. А специјалното јавно обвинителство дополнително соопшти дека се добива впечаток дека судот врши обструкција на работата на ова јавно обвинителство, одолговлекувајќи ја кривичната постапка и оневозможувајќи му на ова јавно обвинителство да се впушти во главната расправа, се вели во денешното соопштение од СЈО. Оттаму најавуваат представки за ваквото работење на судот до Судскиот совет на Република Македонија. Воедно во соопштението се наведени и определени јавни службеници и државни функционери, кои, како што се вели, наместо да соработуваат со ова јавно обвинителство и да почитуваат обврска за пријавување кривични дела, се ставаат во функција да ја отежнат работата на ова јавно обвинителство, како и да прикријат криминал, се додава во соопштението. Во него се наведени Агенцијата за катастар на недвижности, Управата за безбедност и контраразузнавање, односно одделот за оперативно-техничка поддршка, познат како Пета управа, единицата за заштита на сведоци при МВР, општина Битола, одредени министерства, како и Управниот суд, Основното јавно обвинителство Скопје и Основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција. Основниот суд Скопје 1 Скопје во денешното соопштение во врска со случајот пуч наведува дека судот ниту одолговлекува, ниту избегнува, ниту бега да ја утврди правдата и дека основната законска обврска на судот е токму извршување на таа функција, а причините за досегашното одлагање на оваа постапка, како што се додава, се познати на јавноста. Оттаму изјавата од СЈО ја оценуваат како нејасна и тенденциозна, па додаваат дека јавно се девалвира и навредува улогата на позицијата на судот и судиите во постапката, а со политички говор се издигнува улогата на специјалното јавно обвинителство, се истакнува во соопштението од Кривичниот суд. На СЈО, како што е посочено, му е дозволен непречен увид во секое време во сите списи на предметот. Агенцијата за катастар на недвижности денеска соопшти дека одговориле согласно позитивните законски прописи за се што од оваа институција побарало специјалното јавно обвинителство. Од катастарот воедно соопштуваат дека податоците на катастарот се јавно достапни 24 часа преку веб страницата на катастарот и преку електронскиот шалтер на агенцијата. Покрај ова, секој заинтересиран граѓанин или институција во секое време може да направи увид и да побара препис од сите документи со кои располага катастарот. Се вели во соопштението по обвинувањата кои стигна од специјалното јавно обвинителство. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск денеска е во посета на Република Македонија како дел од неговата агенда за изнаоѓање начини за менаџирање и решавање на бегалската криза. Туск во Скопје ќе има средба со македонскиот председател Ѓорги Иванов, а во фокусот на разговорите ќе бидат напорите за постигнување на заедничко европско решение за бегалската криза, како и процесот за евроинтеграција на Република Македонија, соопшти кабинетот на Иванов.
38-годишната узбекистанка Бобокулова, која го шокира светот шетајќи низ Москва со глава на мало девојче во раце на првото судско сослушување, признала дека губила девојчето, а потоа му ја оцекла главата, пишува рускиот весник на англиски јазик Moscow Times. Бобокулова, која е мајка на 3 деца, работела во станот на едно московско семејство како дадилка. Во критичниот ден таа почекала родителите да заминат на работа, а потоа го убила 4-годишното девојче кое и било доверено на чување. Му ја оцекла главата, а потоа подметнала пожар во станот.